Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата расправаше по предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена на катастарските парцели во Кочани, како и во населените места Тркање и село Бели. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата ги разгледа извештаите за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2015-2016 година, како и програмите за екскурзии и други слободни активности во основните училишта Раде Кратовчи и Свети Кирил и Методи. Исто така, комисијата ги разгледа извештаите за реализација на програмите за работа на општинските спортски сојузи, Општинскиот фудбалски сојуз и Сојузот на училишни спортови за минатата година, како и извештајот за работењето на јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани за минатата година и програмата за работа за 2016 година. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој расправаше по информацијата за аплицирани и реализирани проекти на општината Кочани за периодот јануари-декември 2015 година до разни институции, за пописот на општината Кочани во минатата година, по предлог одлуката за расходување на основни средства на општината Кочани и по предлог одлуката за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општината за оваа година. Седница одржа и Комисијата за земјоделие, на која беа разгледани информацијата за наводнување на земјоделски површини на територијата на општина Кочани, потоа информацијата за субвенциите во земјоделството на подрачјето на општина Кочани за минатата година и програмата за субвенции за оваа година, а беше донесен и оперативниот план за заштита и одбрана од поплави на општина Кочани. Денеска седници требаше да одржат и Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања и Комисијата за здравство и социјална заштита, но поради немање кворум, овие седници не ги одржаа своите состаноци.